Возлюбени чеда на Кумановско-Соголската епархија, Господ наш Исус Христос при влегувањето во Ерусалим бил дочекан со френетичност и истовремено со екзалтација. Но набрзо по влегувањето на Господ во Ерусалим, он доживеал презир. Бил стигматизиран од членовите на Синедрионот, како човек кој не им припаѓа. Затоа тие во огромни размери за него искреирале предрасуди. Големиот Синедрион, како врховна државна институција, како собор и врховна судска институција на евреите од тоа време, за кратко време успеал да создаде кај истиот народ конфузија во моралната свест. Во Христово време, јудејското општество било хетерогено и се состоело од разни групи, кои меѓу себе биле спротиставени, кои имале и спротиставени вредносни системи. Членовите на Синедрионот веќе устроиле прогресивна животна филозофија, која што сака да екзистира без надприродното, која што надприродното го очекува, но го очекува во политичка моќ, во политичка слава. Првичната пак погрешна предпоставка, така наречен протопсеудос, го лоцираме во Евангелието според Јован. Во тоа Евангелие се вели, првосвештениците и фарисеите дека се собрале на совет и изрекле пресуда. Што да правиме со овој човек? Прави многу чудеса. Ако го оставиме така, ќе поверуваат во него и ќе дојдат римјаните, па ќе ни одземјат и земјата, а и народот. Еден од нив пак, Кајафа, рекол: вие ништо не знаете, ниту помислувате дека поарно е за нас да умре еден човек за народот, отколку сиот народ да пропадне. Се прашувам, зарем јудејците не го признале дека пред нив ниот суд е Господ? Секако дека го познале и знаеле дека во нивниот суд е Господ. Меѓутоа, луѓето се водат од нивните интереси и нивните стравови. Нивните интереси преовладуваат над нивните стравови. Синедрионот во овој случај, при судењето на Господ, се водел од своите интереси и од стравовите, дека ќе го изгуби поседот, собственоста. Членовите на Синедрионот манифестирале намерно слепило или психосоциолошки термин willful blindness, намерно или осмислено незнаење. Секој пат еден суд треба да се води тежината на одмерувањето на казните, да ги изрекува само врз основа на тоа што го заслужува сторителот. Ако пак се осврнеме на дескрипцијата на процесно-правните пречки за пресудата на Господ Христос, ќе видиме дека судењето негово е во отсуство или in absentia, е кривична постапка пред суд во која лицето на кое му се суди не е физички присутно во таа постапка. Синедрионот водел инквизиторска постапка. Синедрионот не дозволил акузаторен процес, односно не дозволил обвинетиот Господ да предложи своји докази во своја одбрана. Синедрионот, односно фарисеите и книжниците, на Христос му поставувале капциозни прашања, односно лукави и измамнички, со цел да се обидат да го наведат да даде одговор и против неговата волја, со кој директно или индиректно ќе ги потврди некој од фактите од нивните измамнички предпоставки. Прашањата му се поставувани поаѓајќи од погрешната предпоставка, дека испитаниот веќе признал некој факт. Синедрионот меѓутоа никогаш не ги утврдил доказите за обвинението на Господ Христос, односно не ја утврдил материјалната вистина, а уште помалку суштествената вистина. Кајафа пак сугерира дека признавањето на повредата на правото на обвинетиот, без да биден присутен, е токму тоа изрека која што треба да биде дадена на Господ, без да биде присутен, односно со повреда на природното право.
Тоа го забележуваме од стихот: од тој ден пак се согласија да го убијат, искажан во Евангелието според Јован. Природното право се поистоветува со двата конституенти на правичното сослужување, а тоа се правило против пристрасност или така наречено nemo iudex in causa sua, или никој не може да биде судија во својата работа, во својот предмет. И второ, правото на правично судење, или така наречено audi altera partem, односно да се слушне и другата страна што треба да изнесе во своја одбрана, односно право на правична расправа. Господ наш Исус Христос, иако можел да се повика на природното право, он имал и легитимни очекувања и суштествен интерес, но не го повредил начелото дека никој не треба да биде судија во својот предмет, во својата работа. И не го употребил природното право, односно не наметнал пристрасност, бидејќи од векови е Син Божи и е Творец на природата. Сепак, Синедрионот, за да го исполни правилото против пристрасност, го изнал пред Понти Пилат и пред масата народ, за да ја покаже потребата дека да се задржи довербата на јавноста во правосудниот систем, на тогашниот јудејски правосуден систем. Неправичното судење на Христос ни ја дарува жртвата, невиноста, ни го овозможни слободното пристапување, светилиштето ни го овозможи, ни дозволи да му се приближиме на Божиот свет жртвеник. Целокупниот прологоменон што овде го направив, односно критичен дискурс, е да кажам дека природата го стави човештвото под управувањето на двајцата суверени господари, болката и задоволството. Тоа се тие утилитарни администратори на секое наше, на секое човечко дејство, дека правилноста на едно действие на еден човек во целост зависи од количината на задоволството што има тенденција да ја произведе и количината на болка што таа ја спречува. Меѓутоа, образецот што ни го остави, моделот на однесување на Господ Христос е каде вели дека кроток и смирен по срце. Тоа ни го остава како завет. Он зеде образ на слуга, ни ја покажа примената на смирението, на кротоста, на незлобливоста, на простувањето, на човеколюбивоста. Затоа, непрестајно од внатрешноста на нашата душа да му благодариме на Богочовекот Христос, кој со неговата жртва за нас ни подари откровение на небесните тајни. Благодата Божја на воскреснатиот Христос да биде ваша пасхална радост. Христос воскресна!